Добар ден, славна Дебарца, добар ден, драги пријатели, добар ден, подржувачи, верувачи во најдоброто за нашата земја. Како викат и да врне и да вее, и Дебарца и Македонија напред мора да оди, така да и да врне и да вее победа повторно ќе ни се смее овде во Дебарца, затоа што се знае и во минатото и во сега во Дебарца победувал Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нашата коалиција. Сакам да го поздравам исто со нас и градоначалникот на Охрид кој што е овде. Здраво Коста, Дебарца и Охрид на вистина се едно, заедно си помагаат низ годините и мене ми е многу драго што сме и овде сите, нашиот претседател на општинска Благојче, сите да ги поздравам што ни се тука, затоа што на вистина сме исправени пред еден специфичен предизвик, кој што верувам силата, тежината, минатото наше, но и пред се озареноста кон иднината, ќе успеат да не стават на местото каде што си тежи каменот. А тоа е Дебарца да биде повторно победничка, на чело со Игор Крцко-Скиманце, на чело со ова прекрасна советничка листа со Ромео Печовски. Верувам дека победата ќе ја однесеме, а има шанси, знаеме сите, со можности во првиот круг. Затоа што на вистина тоа го заслужувам. Целиот овој период позади нас, централната власт ги помагаше еднакво сите општини. Сведоци сте и вие колку проекти реализиравме заедно, како проекти на извршната власт овде во Дебарца. Се реализираа многу проекти и тоа во време во кое што дефинитивно ги решивме најкрупните прашања на оваа наша земја. Денеска сме членка во НАТО, имаме завршен попис, народот ни обединет внатре, растат економските бројки во државата, пријатели сме со сите соседи, со целиот свет. Ја исполнивме аманетот кој што ни го оставија нашите татковци, дедовци, нашите поколенија, партизаните наши, да имаме своја земја, свој имотен лист, со територијален интегритет, каде што се упишани во Обединетите нации македонци, кои што зборуваат македонски јазик и денеска сме признаени од целиот свет. И затоа бидете радосни и зборувајте со полна уста зборови, дека успеавме, имаме држава која што е упишана во Обединетите нации, признаена од целиот свет, членка на НАТО, со територијален интегритет и комплетен суверенитет. Само дома бевме Македонија и македонци. За секаде во светот бевме фиромци и фиром. Тоа го знаеме. Деца ќе пуштевме на надпревари по школите или спортски, фиром пишуваше пред нив. Во извештаите кои што ни ги доставуваа од Европската унија, од Стејт департментот, велеше вашиот народ, вашиот јазик. Го избегуваа македонскиот јазик и македонскиот народ. Денеска македонскиот јазик и македонскиот народ е признаен од целиот свет. И јас и претседателот Пендаровски се обративме и во Обединетите нации, а јас и во Европската унија на наш македонски јазик и добивме аплауз од целиот свет, затоа што тоа е нашиот јазик, нашиот идентитет и го утврдивме до крај. И додека имавме храброст да ги носиме најважните одлуки за државата, за конечно да го добиеме комплетното признание, работевме и на домашен план. Прво 50 милиони евра пуштивме по општините да ги раздолжим. И денеска општините се ликвидни, солвентни и подготвени да испорачуваат комунални услуги на граѓаните. 500 милиони евра спроведовме проект. Овде во Дебарц решававме канализации, водоводи, го решававме преку ТАВ програмот целиот дел на прочистителната станица и канализацијата во едно од важните населени места во Дебарц. Работевме на асфалтирање на улици и патишта. Работевме на големи проекти. И тоа сите го знаеме. Во иднина во Дебарца ќе има една од поголемите фотонапонски централи од 50 мегавати, која што се урбанизира во Министерството за транспорт и врски, затоа што ова не е зелена општина и мора да биде символ на екологијата во нашата земја. Истовремено, овде е поставена и се гради најголемата трафостаница во овој регион со далноводот. Инвестициите ќе продолжат и во иднина. Градиме комунална инфраструктура. Ако за време
на решавање на најкрупните прашања. Ако за време на пандемија од година и повеќе и половина успеавме толку големи проекти да реализираме, во следниот период, начело со Манце, со Игор овде, дупла повеќе ќе реализираме проекти, ако не и тродупла, затоа што државата покажа капацитет. Ако парите се инвестират во поддршка на општините, во нашиот народ, за тоа што му е важно, докажавме дека има пари во државата. 10 милиони евра даваме само ваучери за спортот. 300% ги покачивме социјалните помошти. Платата минимално од 9.000, 15.200 е сега, на 1 јануари ќе биде 18.000. Дупла повеќе е покачена минималната плата во државата. И таа не е толку важна. Таа е основата за отварање на спиралата за покачување на другите плати. Благодарение на минималната плата што ја качувавме и што ги плаќаме придонесите за просечната плата и за порастот на сите плати. Просечната плата денеска во државата од 22.400 пред 4 години, сега е 28.744 денари. За 4 години, со се пандемија, уставни промени, председателски избори, парламентарни избори во државата, сите плати во просек за 6.300 денари се покачени, за повеќе од 100 евра. Покажавме дека можеме да работиме во државата. Го зајакнавме пензискиот фонд, денеска фондот е гарантор за пензиите на сите пензионери, но и за пензиите на сите идни пензионери. И вака стабилен фонд, значи од 1 јануари, вградување на критериумот пораст на плати. Како растат платите, така ќе растат и пензиите. Затоа што нашите пензионери заслужуваат државата соодветно да им плати за тоа што го сработеле во текот на нивниот живот. А сите знаеме дека пензионерите парите ги трошат. Помагаат на внуци, на деца, тие не ги штедат парите. Тоа е нова динамика за економски развој во државата. И не застануваме тука. Процентот на невработеност е најнизок од независноста до сега. 15,9%. Само пред 4 години беше 25%. Младинската невработеност беше 42%, сега е 29%. За 13% е намаливме. Ги вработивме младите луѓе. Еве покажавме капацитет дека СДСМ може, а ВМРО не може да спроведе попис. Си го имаме веќе и пописот толку важен за равномерниот развој, да инвестираме во руралните средини како што ни е Дебарца. Затоа сакам денеска овде да се го дадам зборот пред сите, со силата на аргументите, за се што направивме во овие 4 години. Да застанам со мојот збор, зборот на нашата македонска влада, во поддршка на следните 4 години за Дебарца, за нови канализации за секое населено место, за квалитетна вода за пиење за секое семејство, за нови улици и патишта по територијата на оваа убава наша македонска општина. Да изградиме детски градинки барем во 2 поголеми населени места, да ги реконструираме и обновиме училиштата во општина Дебарца, да инвестираме во спортски терени и објекти и да ги вратиме во полнек спортските клубови од сите спортови во Дебарца. Тоа е достижно. Како што беше достижно тоа што пред 4 години го зборувавме, еве денеска го имаме. Јас ви ветувам дека ќе се гордеете со успехот на Дебарца под раководство на Игор Крцев, под раководство на Манце, кој што многу добро го знаете. Го знаете како човек работник, го знаете како човек другар, го знаете како чесен човек, како човек кој што е комплетно посветен да изработи проект повеќе да помогне на луѓето. И јас сум убеден дека ќе успееме заедно во периодот кој што е пред нас. И да се разбереме, овде имаме само еден кандидат од СДСМ. Тоа е нашиот другар Игор. Друг немаме. Затоа што не може Емли Монента Ветлија. Не може да се игра со сите. И до ден денеска да се лажи народот. Депонија ќе правело СДСМ ако дошол Игор. Депонијата веќе потврдена со стратешки проект во Неготино за Кичевско-Охридскиот регион, за Пелагонискиот регион, за Тиквишкиот регион и за Струмичкиот регион. Повеќе од 40 општини, 330 милиони евра инвестиција од Луксембург со меѓународни капитали внатре,
потврдена на влада како стратешка инвестиција, ги поминавме јавните дебати, во моментот се усогласуваат Министерство за екологија, за економија, делот на енергетика, за да почнеме во парламентот да го усвоиме законот и да почне да се гради овој најголем инсенератор на Балканот, кој што представува фабрика за преработка за сите 4 региони од јужниот дел на Македонија. И немојте да дозволите да се лаже затоа што тој, уште почетокот на неговиот мандат, сакаше да има кавга, за да не им должи на луѓето, за да се оддели од партиите, за да може да си тера сам по својот. Сите сами по себе не вредиме ништо. Само кога сме заедно вредиме се. И затоа во единството е сила. Затоа вака сплотени можеме да одиме напред. Не ги деливме општините по ниту еден аршин. И така и ќе продолжиме. Јас сум убеден дека ова наша убава македонска општина, ова наша револуционерна општина, која што ни оставила аманет од татковци и дедовци, може да биде гордост на сите дебарчани, сите од Дебарца, кои што си ја сакат, без разлика по кој од населените места живеат, па дури и Охригани, кој што им е при срце Дебарца, тоа го знаеме, сите ние многу добро. Затоа тука и Охрид да помага, но тука е вашата татковина преку парламентот и владата да помагаме. Затоа, драги мои, сакам да ве повикам за Игор Крцовски, така е, Игор Крцовски, гледам ми се смеете, Игор Крцовски Манце, со Ромео Печовски, кој што е докажан бизнисмен, чесен човек, со овие прекрасни луѓе, кои што се застапници на сите населени места, ги гледате и млади и жени, младост, орна за работа, што сака да остави свој трак овде, да каже дека видовте ли дека ако се сака, се може да се направи. Ја имате вашата влада позади грб. Имате пред вас можност во следните 4 години да реализираме крупни проекти. Кажете се што треба, стоиме позади вас, затоа што Дебарца е символот на социјалдемократијата. Затоа што Дебарца е символот на авангардноста во државата. Затоа што Дебарца мора, треба и ке победи. Да гласаме за бројот 12. Да гласаме за најдоброто за Дебарца. Да гласаме за најдоброто овде, за Игор, за Ромео, за најдоброто за мојата општина, за ова советничка листа. Да гласаме и да се радуваме на победата. Да живее Дебарца, да живее Република Северна Македонија.